60 пакети со прехранбени и хигиенски производи за социјално ранливите категории граѓани од Куманово и годинава подели хуманитарната организација Крепост во пресрет на божикните празници. Голем број поединци и компании оваа година со своите донации преку Крепост им ги развеселија празниците на кумановци. Председателот на хуманитарното здружение Христијан Георгиевски се надева дека постапките на Крепост ќе ги следат и останатите организации со цел да се поттикне хуманоста кај граѓаните. Има сигурно, да не кажам, околу 60 и неколку хуманитарни пакети во храна и хигиенски производи. Ќе се делат на социјални семејства од градот Куманово, значи што се по нашиот список. Ние се извинуваме, не можеме на сите да излеземе во престрет, меѓутоа ќе се обидеме максимални напори од сите семејства, физички и правни лица кои што донирале несебично како и секоја година да го прославиме торжествено Христовото раѓање, традиционалната бедникова трпеза и утрешниот празник Божич. За изненадување се јавија неколку компании кои што донира и во производи купени од супермаркетите во Куманово и донира и финансиски во нашите кутии кои беа лоцирани на неколку места во градот. Особено благодарност до Трговски центар Сума, кој што директорката Оливера ни ги обезбеди да ги смени тие традиционални бадникови пакети и дури имавме од Сдруженијето бадникови поворки, ни го доставија својот хуманитарна донација во едно плико, така да дел од тие парични средства си од нив. Огромна благодарност до сите семејства кои што несебично донира како секоја година, до сите компании кои што донира и се надам дека Крепост ќе биде еден белег, еден знак за Куманово. Не само Крепост, сите ние сме независно дали сме членови на здруженијето или лично, во себе да го разбудиме хуманоста и да Куманово го заживее своето хумано срце. Предходно, пред новогодишните празници, Крепост се погрижи и за социјално ранливите семејства од руралните средини да ги дочекаат празниците со богата трпеза. Пред нова година организиравме донации за 150 дечиња од руралните средини од општината Младо и Старо Нагоричане. Се работи за дечиња кои што се од семејства со социјален карактер, значи дециња кои што не може да обезбедат пакетиња за себе. Бевме контактирани од страна наставниците и нивните директори и сметавме дека оваа година да се посветиме повеќе на тој дел, да кажеме, од Кумановскиот регион. И во соработка и со нашите членови одлучивме да оваа година, 2022 година, повеќе обрнеме внимание и поголемиот дел од хуманитарните акции кои што се поврзани со пакети со храна, хигиенски производи, правна помош или било која помош со центри за социјална работа или другите установи во државата, го посветиме на тие семејства, бидејќи првин се оддалечени од самиот град Куманово, не го познаваат правото и не ги знаат своите социјални права, поглед на надоместоци, парични помоши, еднократни помоши, него трето лице и слично. Така да сметаме дека ова 2022 година ќе биде посветена во тој дел. Хуманитарната организација брои над 100 члена од различни профили и професии, кои во рамките на православното учење за помош на сиромашните и болните со својот придонес изминативе години се трудат да помагаат на оние на кои тоа им е најпотребно.